Добро вечер. Ова е пресконференцијата на Цивил и Хелсиншкиот комитет во 20 часот. Овој пат одиме и во живо со видео стриминг на slobodniizbori.info. Тоа што можем да го кажеме дека уште пред официјалното отварање на избирачките места во Цивил започнаа да пристигнуваат пријави за изборни нерегуларности. Во текот на целиот ден граѓаните јавуваа за флагрантни кршења на изборниот законник, проследени со агитации, притисоци и корупција. Во некои места беше нотирано и насилство, а наблюдувачи и новинари беа навредувани и протерувани од избирачките места. Во однос на проблемот со мастилото кој што беше присутен денеска и пријавен од илјадници граѓани, повеќе информации ќе ни даде господјата Уранија Пировска, инаку извршен директор на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија. Уранија, повели. Па јас би сакала да се осврнам на она што сметам дека е неопходно да го знае јавноста кога станува збор за лесното отстранување на мастилото како начин на обележување и проверка на гласачите, бидејќи токму пријавите од ваков вид беа најмногубројни во Хелсиншкиот комитет денеска. Имено, употребата на мастилото како начин на обележување и проверка на гласачите се предвиде со измените на изборниот законник во јануари 2014 година. Јас морам да истакнам дека овие измени беа донесени во скратена постапка и требаше да се усвојат и се усвоја со двотретинско мнозинство. Со оглед на тоа дека измени на закон кој што е од суштинска важност за демократските процеси во Република Македонија беше усвоено во една скратена постапка, недостатоците токму од ваквиот начин на однесување на власта се гледаат уште во првиот круг на претседателските избори. Представниците на Државната изборна комисија, во чија надлежност беше набавката на мастилото, според записници од седници на Државната изборна комисија, биле на консултативна средба во Република Албанија, каде што токму со употребата на овој метод беа спроведени успешни парламентарни избори. Забележавме низ цела Македонија дека партискиот активизам, односно кршењето на изборниот молк, не престана ниту во текот на вчерашниот ден, ниту во текот на денот на гласање денеска. Особено алармантно за нас е тоа што имавме над 10 инциденти во кои нашите наблюдувачки и наблюдувачи беа попречувани во својата работа. Дел од нив беа избркани од местата, еден дел од нив беа навредувани, а во еден случај во општина Шуто Оризари е избегнат физички напад, за малку е избегнат физички напад на една наша наблюдувачка. Во еден случај на нашите наблюдувачки се нападнати освен со вулгарности и пцости и со навреди на етничка основа. Понатаму забележавме, како што претпоставувам и сите вие забележавте, дека имаше еден напад, физички напад на пратеничка, односно функционерка на една партија, а во истиот момент, во истиот настан се случи и физички напад на функционер на локалната самоуправа, на една новинарка, на ваша колешка. Сите овие и многу други информации кои во текот оној деск позади вас ги обработува се уште, укажуваат на една атмосфера во која не веруваме дека овој ден на гласање беше во потполност коректен, односно фер, демократски и слободен. Сметаме дека низа од овие настани, низа од овие нерегуларности, иако се провлекуваат со години наназад, се неприфатливи, особено заради тоа што Цивил веќе со години упатува апели и упатува на тоа дека мораме еднаш за секогаш да воспоставиме нулта толеранција за било какви изборни нерегуларности. Секако во пресконференцијата во 22 часот, кога ќе има и првични резултати од
броењето на гласовите, а секако и со информации за тоа како протекле часовите на броењето на гласовите, ќе излеземе со уште повеќе податоци, а во текот на утрешниот ден секако и со подетален извештај за овој ден на изборите, за овој ден на гласање. Јас мислам дека исцрпив тоа што сакав за сега да кажам, се трудев да бидам што е можно пократок. Повелете со прашање и коментари. Уште во текот на вечерва ќе имаме некоја бројка сигурно, а ќе се добројат сите некаде во текот на раното попладне утре, предпоставувам. На крајот од овој проект Цивил предвидува и издавање на еден обширен, детален извештај во кој ќе се објаснат и анализираат буквално сите аспекти на изборниот процес оваа година. Бидејќи заврши, помина 19 часот, заврши тој официјален дел на изборниот ден, слободно може да се коментира. Значи, портпаролот на МВР веќе излезе со оценка дека се работи за фер и демократски и слободен. Значи, што се наспротивно од вашата првична оценка, како го коментирате ова? И за уранија прашање за... Јас не би го прокоментирал тоа како го гледаат другите институции, особено институциите во оваа држава, изборниот процес. Иста беше и оценката и претходната година и претходните 6-7 изборни процеси. Во рамки на нашето наблюдување ние имавме најчесто различни, а често и спротивни ставови за тоа како протекуваат изборните процеси во Македонија. Мислам дека тоа со оглед на целиот политички контекст е многу природно ние да имаме различни, односно спротивни оценки на избирачкиот процес, на изборниот процес. Особено ако имаме предвид дека еден голем дел од институциите, и тоа прилично релевантни, ја злоупотребуваа својата моќ, односно сите инструменти со кои се располагаше во една држава во која системот е политизиран, беа употребени и тоа во прилично долг рок. Значи не само во официјалниот дел на предизборната кампања, туку би рекле и со години. Тоа го повторуваме како став веќе подолго време, дека инструментите кои се на располагање на центрите на моќ се толку добро и вешто искористени во секој момент и во секој сегмент на општеството, што не зачудува воопшто дека имаме различни и спротивни гледишта. Уранија? За жал, дефиницијата дека изборите поминале во фер и демократска атмосфера беше дефиниција која што од страна на Министерството за внатрешни работи и другите институции беше кажана и на претходните локални избори, нешто со што ние, невладините организации кои што исто така на некој начин го следевме изборниот процес, во потполност не се согласувавме. Имено јас кога размислувам за изборниот процес, не размислувам само на денот на гласањето. Затоа што знаете, во земја во која што имате државна администрација од околу 200.000 државни службеници, кои што при тоа во текот на целата предизборна кампања суптилно па и не толку суптилно им се дава до знаење како треба да гласаат и при тоа им се бараат листи на поблизок круг на луѓе кои што исто така ќе гласаат според нивните убедувања, тогаш јас во никој случај не можам да кажам дека во Република Македонија изборниот процес, ниту овој, ниту оној кој што беше за време на локалните избори, поминал во фер и демократска атмосфера. Уште помалку што јас во текот на претходните денови исто така добивав и пријави од граѓани кои што биле повикувани од одредени организации да земат табли со јајца, пензионерите, да не зборувам што се случува со семејствата со висок социјален ризик. Не очекувам дека државните службеници ќе излезат и ќе кажат што им се случува. И тоа е најтрагичното што се случува во Република Македонија. Затоа што електоратот фактички кај нас е државната администрација. Тие луѓе нема да излезат и нема да кажат
дека се принудени да гласаат за одредена политичка опција. Според тоа, во никој случај не можам да констатирам и покрај козметиката која што нели се прави од страна на институциите на системот, дека во Република Македонија изборниот процес поминал во фер и демократска атмосфера. Може да додадам само нешто? Само да додадам нешто. Во претходните неколку пресконференции ние во неколку наврати известивме, односно го кажавме, известивме од нашите наблюдувачи дека има информации за учество во нерегуларностите токму од полицијата, односно во голем број случаи регистрирано е непрописно, нерегуларно присуство на униформираниот дел на полицијата внатре во избирачките места, што е проблем. Во еден случај, мислам, или во повеќе, во еден случај сигурно, наш наблюдувач е легитимиран од полициски службеник, испрашуван според наша констатација сосема непотребно, без оглед на тоа што нашиот наблюдувач, како и сите останати наблюдувачи, се видно обележани со акредитив од Државната изборна комисија. Секако дека има уште и низа други показатели за тоа како јавните, државните ресурсите на локално ниво се и во текот на денешниот ден прилично добро експлоатирани во насока на нерегуларности или на она што ние го нарекуваме или го подразбираме под нерегуларности. Дали има други прашања? Во ред, доколку нема прашања, господине Дарала, јас би ве замолил само за оние кои што не гледаат онлайн да ги проследиме оние снимки кои што ги имаме на располагање, доколку не е проблем и доколку сме во техничка можност сега во моментот да го сториме тоа, бидејќи на slobodniizbori.info оди видео стримингот, така што Да ми даде звук? Има се. Имам? Да, има и таму го. Немој да лажеш, баре. Умешно си го лажеме, меѓутоа немој да лажеш. Ова е претеризам од тебе. Се спада претеризам ова е чата. Ето, ајде ќе видиме што. Значи претеризаме веќе ова. Дојдели сте во шутка намерно да провоцирате. Најверојатно. Да. Значи, известена е Општинската изборна комисија и информирана е дека намерно провоцирате. Дека вршите притисок и врз другите избирачки одбори. Со вашето подписување. А вие како заменик министер оттека Не, јас сум представник на Општинска изборна комисија областен сум. Вие сте од Ѓорги Иванов област. Да. А не од Општинска изборна комисија. Од Ѓорги Иванов и алалда му и на Ѓорги Иванов што вакви овластени наблюдувачи испреќа, што го паѓаат други. Браво. Браво. Ќе може ли изјава? Не, ја би ви сугерирала прво, бидејќи имате право вие да снимате и да видите како неовластени лица седат и ги дочекуваат сите членови на сите гласачи на избирачкото место. Не, еден дел од луѓето кои што цел ден дефилираат на ова гласачко место ги носат до тука. Меѓутоа имаше од Сабајлина во тек на целиот ден луѓе кои што прво немаа легитимации, се уште некои немаат легитимации или се овластени да бидат присутни во некој избирачко место. Постојано се присутни на владата, на влезот од училиштето и постојано прават или притисок врз гласачите или ги координираат, што би рекла.
И неколку пати полицијата бараме да интервенира, се повлекуваат 5 до 10 минути и потоа повторно се враќаат на своите места. И како резултат на неколку пати реагирање од наша страна, следеше и нападот од страна на градоначалникот на оваа општина и од страна на членот не можам да кажам, членот на владеачката коалиција Амди Бајрам. Се појавија, почнаа да напаѓаат прво службени лица, а потоа и мене. Како га нападна? Да опишете малку? Сега нека опишуваат и тие кои што таму беа сведоци, ме фатија за врат, за шалот, ето случајно. Нападот главен беше и врз службените лица и јас искрено се надевам дека полицијата за ова ќе поднесе кривична пријава по службена должност и за напад врз овластен наблюдувач и за напад врз службено униформирано лице. Ова да се случи на улица, некој сега ќе беше во притвор. Не знам каде е. Представникот на владеачката партија и на Ѓорги Иванов, Амди Бајрам. Не знам каде и дали е во притвор, тоа и за мене е дилема. Однесувањето сите имаа прилика да го видат. И колку беше насилно и кон полицијата, и кон мене, и кон сите останати. Зошто? Заради тоа што сме требале да ја оставиме шутка, целосно да ја контролираат и никој да не знае како тече избирачкиот процес. Можете и сами да видите како е, на што личува денеска. Благодарам. И вие сте во позиција да ги прашате Министерството и Министерката, која патен речено е носител на изборната единица, каде што се наоѓа Шуто Оризари, што се случува сега со низиниот коалиционен партнер Амди Бајрам. Предходното повторно имаше некоја гужва. Јас го прашавме заменик министерот за правда што се случува. Тој ве обвини вас дека сте излегувале од гласачкото место и сте вршиле притисоци и сте агитирале. Дали ова точно? На кој начин би можела опозицијата да врши притисок врз гласачите? Мислам да не е смешно, би било трагично. Факт е дека очигледно коалиционата власт е навикната во Шуто Оризари да нема никој од опозицијата или барем ако има некој да е многу молчалив. Овој пат одлучивме да не биде молчалив, затоа што и овие граѓани имаат право нивниот глас да вреди подеднакво и имаат право да гласаат без притисоци. Тоа очигледно денеска не се случува. Инаку нема потреба вие да ги носите луѓето по 20-тина, по 30-тина, организирано, и при тоа да се чудите ако некој тоа го направи. Интересно е дека самиот конфликт или нападот се случи во избирачкото место. Некој мене ме нападна. Во ред, значи за оние што не следат онлайн преку slobodniizbori.info се вклучуваме повторно со последната пресконференција која што ќе биде одржана во 24 часот, а во меѓувреме ќе одржиме и пресконференција во 22 часот. До тогаш ви посакувам секој добро.